Поштувани гледачи, добар ден. Повторно во FJ Кулинарското училиште, повторно со нов предизвик, повторно со нова екипа надпреварувачи. Поздрав до сите кулинарски ентузијасти, до сите домаќинки, до сите заљубеници во гастрономијата кои што денеска не гледаат и кои што се на фреквенцијата на телевизија Телма. Моето име е Филип Чаловски, се наоѓаме во FJ Кулинарското училиште, надпреварувачите веќе добро ги знаете, јас само да ги поздравам. Добре ни дојдели уште еднаш, Марија, Лука, Ана, Дејан и Александар со мене во кулинарски предизвик руска салата. Дали ви личи ова на руска, на вашата работна маса? Да. Така? Ево сам дека више боите не носат таму, не асоцираат, само на нас е сега како ќе ја сервираме и во што ќе ја сервираме. Сакам да видам креативност. Повторно се надпреварувате 35 минути, ве носат до 1 милион денари. Така, не е лошо. И очекувам да видам од вас многу креативно сервирање, чиста работа и нормално највкусна руска салата. Дали сме спремни? Спремни. За надпревар? Спремни? Спремни. Мое да ги најавам денешните гости, судии. Денеска со нас најстрогиот меѓу судиите, човекот кој што FJ Кулинарското училиште му е втор дом, Владко Таневски. Еден аплуземо. И на наша голема чест, еден од луѓето што ме инспирираше да се бавам со оваа професија, Сашо Глигоровски тате. Голем аплауз. И да ве прашам, која е најважната компонента на вашите руски салати, на вашите креации? Мајонез. Мајонезот. Накратко следат упатства како да направите супер мајонез. Домашен мајонез или мајонез направен од нула. Една од работите што во минатото беше надпревар меѓу домаќинките, која ќе направи подобар, погуст или која го има тајниот рецепт. Денеска се повеќе одиме кон купечки мајонез, меѓутоа навистина едноставна подготовка и нешто што секој еден гостин ќе го цени дека сте го направиле вие и од нула. За добар мајонез е потребно да научиме науката позади мајонезот. Тоа е една емулзија која што е создадена преку емулгаторот во жолчката, кој што се нарекува лецитин. Лецитинот ќе ни направи да водата и маслото ги врзе, ги спои во една фина смеса, која што би требало да биде густа идеално. Во овој случај ни е потребен релативно густ мајонез. Може да направиме и во некоја од следните епизоди малку по лајт варијанта која што ќе користиме за салати. Тука ставив жолчка, малку вода, ќе ставам неколку капки лимон за почеток, малку сенф, кој исто така природен емулгатор, а и влијае на вкусот на вашиот мајонез. Киселоста на сенфот многу добро го ја сече маснотијата. Малку сол и најпрво почувам со фазата на дисперзија се вика, или ги спојувам емулгаторите во една хомогена смеса. Околу 10 секунди, повеќе него доволно. Наставно да иницирам молекуларно да почне да се движат работите внатре. Потоа почнувам да додавам тенок млас на масло. Се додека не добиеме фаза на слоеви или згуснување на смесата. Денес очекувам да готвиме некој стар македонски специјалитет. Како што имав трема во првата емисија, прв пат пред камери телевизиски, значи бев многу возбудена. Во кулинарството како познат термин рибони, значи како пена за бричење, да кажеме негде. Отприлике тоа сакаме да го видиме. Што ми ја добиеме фазата на рибони, може веќе да се додава и поголема количина на масло. Една жолчка може да прими 250, максималниот фактички капацитет на жолчката е 250 милилитри на масло. Ние во овој случај немаме никаква потреба за толку многу мајонез. Може да видите. Ова е густина на мајонез која што ја посакуваме за вашата руска салата. Надпреварувачи, дали сте спремни? Спремни. 35 минути почуваат сега.
втора емисија, имам помалку трема, дефинитивно од првата. Мислам дека ќе готвим нешто од балканска кујна, така ни најавија. Возбуден сум и сум спремен за било каков предизвик, да се истакнем, да покажем нешто ново. Па денеска очекувам нешто, некое ладно предјаѓање да спремиме, искрено не знам и очекувам некој изненадување од страна на судиите. Како иде? Да. Добро. Вие почнавте со мајонезот, браво. Да, попоследно. Како оди? Добро. Може да почнете со додавање на маслото. Елегантно би било кога више од лушпите и тоа ги тргате на страна, гатката би остане чиста. Вие се одлучите за цеткање зеленчкот. Добре. Бидете брзи, компирот може да оксидира, да ви потемне. Може и малку на почеток и на крај. Многу малку. Ајде. Може со. Да, да. Сега најбитно е тоа. Лимончето на крај ќе опробате за вкус и тоа ќе завршите со сол и со лед. Се надевам од следната епизода ќе имаме нешто поконкретно, балканска кујна или нешто италијанско, кај што би се покажале што знаеме и умееме, да замислиме, да направиме некој зачин сос и така натака. Италијанската храна ми е омилена, меѓутоа не ја запоставуваме и балканската, каде што традиционално нешто би било јагнешко со некаков сос. Да, да. Уште малку и... Ајде. Да. Се надевам. Само пази да прави грешката со грашката. Внимавајте само на лушпите од јајцата. Мајонезот го оставите за крај. Што губеше време, само беше јајцата да се го обадиш. Да сетка што Не треба уште малку густина. Кога ги испоите зеленчуците ќе се изгуби. Да. Така. Може, може се. Не. Долу ќе
Уште малку и готови сте. Чудесно, да. Измешайте уште малку и убаво зачинете. Да. Првата емисија заврши, дојдоха на ред вторава. Денеска нови предизвици, нови учења, нови нешта ќе готвиме. Ја искрено се надевам дека ќе биде нешто од балканска кујна, некои стари македонски јадења што не сме ги готвеле одамна дома. Би сакала да готвиме покомплицирани јадења, нешто што треба подолго време на подготовка, а имаме малце минути тука да видиме кој може побрзо, како може побрзо да се направи сето тоа. Еве едно мое омилено јадење што би сакала да го готвиме е чомлек. Па можички ето. Да видам техники на сецкање. Руцката сакам да е исецкана секоја состојка од прилика величина на грашокот. Така ќе се сложиш тате. Правилна коцка. Секоја состојка да е величина на грашокот коцка. Леле, како иде со мајонезот? Зато стави го да купиш време, јајцето нека ти не вода да ќе Малце можеш на густина да поработиш. Тој ти е лесен мајонез за салатик. Лука, како иде со мајонезот? Ајде. Ајде, млад си ти, ајде. Малце спорт. Малце тренинг, ајде. Тренинг малце, така е, тренинг малце. Идеш ли во теретана? Па, гледаш, ајде малце. Меѓе, десна, лева малце, ајде. Како иде? Добре, така, супер, да, више. Да се направат рибони, полека и после тоа можеш повеќе. Ставете си ги крпите. Еве, гледате, Марија, браво. Крпата доле, може малку да ја намокрите. Мокра крпа и да ви биде како подлога за садот во кој што матите. Не, мирено, рутинирано, имаме време. На добар пат си, на добар пат треба. Денеска не знаеме што ќе подготвуваме, секој пат е изненадување. Би сакала да биде нешто благо, меѓутоа не се знае. Така да се надевам дека што и да е, ќе бидам спретна и ќе се снајдам во предизвикот. Би сакала да почнеме и со експериментирање во други кујни, да се испробам и во другите, така да се надевам дека за брзо време ќе помине балканската и нешто, не знам, мексиканска можеби наред би дошло. Само сега полека. Со едната рака држи си мајонез, додавај, со едната меша. Ајде, виде како јас, така? Имаш, така. Не мораш, така. Ајде, мислам мајонез, извини, додавај масло. Да, додавај си масло. Лиле, да видиме, го поправивме? Дај да пробам нешто, малку водичка само. Малку водичка. Водата е и хидрофилна и хидрофобна. Значи, ако се скрши мајонезот, вода е една од работите што го поправа, втора работа е го поправа блендер. Блендер немаме. Малку семтај, може да грешката тоа. Сега ќе го поправиме. Чекај, Лиле, да поправиме работата. Поенергично сега треба. Без гајле. Без гајле. Ќе обиде, еве го. Еве го. Повелете, мајонезот попрем. Ајде, одим. Работете чисто, ве молам, чисто работете.
Значи, ако ви се скрши мајонезот, малку вода го поправа. Денеска имав направено мајонез за прв пат во живот. Инаку сум купувала готов во кесички. А вака да правам сама прв пат. Пристигна и некои свежи билки за декорација. Ќе ви бидат на помошната маса. Размислувате веќе за сервирање. Уште 15 минути надпреварувачи. Малку ќе ти биде тешко да извадиш овие коцки. Мој совет би ти било брзо да ги изладиш, да не продолжи да се варат. Да, пробам. Не се навикнувате многу на помош од нашите судии, бидејќи веќе следната епизода имаме елиминации, почнуваме посериозно и посериозно. Така да користете си ги прашањата, навикнете се да не повикате два пати. Или како беше она во кој сака да биде милионер? Повикај пријател. Джокер. Во моментов повикај готвач. И тоа професионален. Се надевам дека ќе одлучиш победничката руска да ја ставиш на мени у зима. Руска ала чала. Руска ала 180 степени. Може ли да биде на мени за време на Нова година и околу Нова година? Ето. Значи ќе можеме кај тате во Рустикана да ја дегустираме руската ала 180. Ето. Да видиме кој од вас ќе ја направи таа руска, што ќе биде печат на Рустикана за време на новогодишните празници. Гледаш, ова е веќе многу густ мајонез. Може се малце да го освежиш со вода. Или со некој, да речеме, лимонов сок, малце повеќе. Али добар е. Малце повеќе, да не биде на непце многу тежок, знаеш. Мислам, одличен е, само немој да биде прегуст. Свири тајмер. Свади ги ладна водичка, стави ги после. Задоволно? Ја да го пробам тој твој мајонез со циронки. А? Интересен, малку би му ставил сол ако ме прашаш. Значи, ова е добар мајонез, да ја покрива лажицата. Оце со ладна вода, со цигла. Не, добар си, одлично, одлично. 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 Со ресенска, како се вика, преспанска циронка. Одлична идеја. Да му се додаде умами, така збориме природен умами. Браво. Не ти се погоди љупалката, Лилеа? А? Ќе смениме следната епизода, нови лупалки ќе земе. Лупалка е голема навика, како се навикнеш така? Да. Али добра си со ножот, се снајде супер. Рано кротонче, кротон. Тестото не разбора да се промени. Браво. Браво. Дали некој има прашање? Сите сте на добар пат, нема прашања, добро. Нема ли ја нешто да кажа? Нема. Се сеќавам дека главни декорации на руска беа рендан кашкавал, па некој јајце рендаше.
звезди од морков. Уште 10 минути. Звезда од морков, маслинка обавезно беше маслинка, мора да има. Па после излезан зелените маслинки со пиперче, па тие малце освежи. Да. Маслинки со пиперче тие беа више, да. Фактички, рускава кај нас беше главната на сите слави, онака главниот играч печењето и одна до него мора да имаше Печење, сарма и руска. печење, сарма и руска, светото тројство. Печење, сарма и руска. Пазите, само кога зеленчуците ги спојувате со мајонезот. Не сакаме, вчера се случи една... Да, топла, Така е. топлен зеленчук кој ќе се врзи со пладен мајонез и одма се распреди. Така, внимавајте на тоа. Не сакам исти грешки, се уште сме у ревиална фаза, се уште учите, се уште се запознавате. Емулзијата се крши негде над 50 степени, се крши емулзијата. Исто со мајонезите. Ако ви инспирираме дома да си правите мајонез, после ова, никогаш ладен мајонез не го вадите од фрижидер и го матите агресивно. Може да се скрши. За да го стабилизирате мајонезот да ви биде подолготраен, може на крај да му ставите некој стабилизатор, например, како нишесте, довриено во вода и така натаму. Меѓутоа, најдобро е да се прави од ден за ден мајонезот и да не се складира. Тоа е секојаш најдобро. Тука што вариш уште? Си вариш морковите, добро. Добро. Злате, како ти се гледа? Имаме ли више? Дискутабилно. Време, само да се консултирам со... Злате, мислам дека треба да имате некде 8. Погодив, 8 минути. Имате време да се изразите креативно у сервирањето. Имате време, полека, супер. Само полека пазите, молам, не сакаме црна боја, Марија, знаеш, веќе тоа. Ете така, пази, намали зетинот. Побрзо. За да добие густина. Расчистувајте станици, сега е време да расчистувате станици. Бидејќи од следната епизода, штом кажеме стоп, како се затекне станицата, тоа ќе ви биде и оценката за вашето работење, чисто или нечисто. Тоа многу ми се допаѓа, Александар, браво. Тоа многу ми се допаѓа со крокетите, само не излегој од чинијата, Марија, не излегој од чинијата, движи се у рамки на чинијата. Многу ми се допаѓа. Вау. Имаме и fine dining, што би се рекло фино вечерање или фино. Браво, све е фино, така е. Браво Лука. Пинцета, внимателно и даде многу внимание на оваа руска. Така, се гледа дека има љубов у неа. Само внимавај малку и за келнерите размислувај. Кога ќе работиш некојаш во наша, зашто ова кога ќе го земе келнер, овие ќе може да се клизаат, така, може да летнат. А на крај кој така, ти си го вложил целиот тој труд, така да стави нешто под или нареди ги на дрво, ќе бидат побезбедни и ти имаш игра на два материјала. Дрво, порцелан. Разбираш? Не се кире. Како сакаш, оставам на тебе. Готово, ми се допаѓа јас и двете варијанти. Расчистувајте станиците веќе, секогаш последните 2 минути нека ви бидат за расчистување на станицата. Убрзај, нема. Искрено ги надминавте очекувањата и на најталентираните домаќинки. Мора да ја спомнам тука една моја тетка Ружа, која што руската салата ја правеше спектакл. Значи, тоа беше, како да кажам, уметност. Тоа беше раскош на бои, али мислам дека тука сте негде со креативноста. Браво, секоја чест.
Сега да видиме вкусот, мислам дека ќе биде таму. Сега више готово, немаш време, треба да сервираш и да Расчистување, сакам и долните полици да бидат исто така свен во умивалник, да немаме ништо што може да биде потенцијален хазард. Така е, браво. Пробувајте секоја компонента, сакам да биде зачинета. Не, измешај заедно со мудлот. Да, ставај. Ставај. И одиме. 10, 9, 8, доле не смеш да имаш ништо. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Што направите? Направите секоја чест. Надпреварувачи горцум на секоја една креација. Останува, Сашо, да пробаме, а? Да, ма ја мислам да му дајме шанса да го дозаврши финалниот на... Да искористиме Джокер, дали смееме? Не знам, праше режија. Се уште сме во ревијална фаза. Барем У тој макар ти случај, трудно да му се Джокер, имате уште 20 секунди само денеска и никогаш повеќе. 20, и Лили ти имаш 20. За сите важи. 20 секунди. Екстра 20 секунди. Злате, мерите, молам. Ета добар мајонез направи, значи ја да не биде... Значи, гледате исто колку е битно планирањето и организација. Не е само технички, ја сте добри, морате и да планирате да сте на време. Така. Сега гледате која е тензијата на професионалната кујна. Времето и температурата и мора да биде испорачено во тој временски рок. Инаку, ако сите си готвиме дома, опуштено, 3 сата си крчкаме, браво. Гледаме турски серии. Ќе гледаме турска серија, се пегла. Така, малку пеглање, паручекот. И стоп! Готово. Браво. Аплауз за вас. Аплауз. Браво. Надпреварувачи, искрено со нетрпение чекам да ги пробам сите ваши руски салати. Прво, Лиле, Марија и Лука, ве молам, пристапете. Лиле, поведете една кратка презентација на вашата руска салата. Јас денеска направив руска салата по мој рецепт. Одлично. Комшијата. Како се снајдовте со мајонезот? Имав мала помош од едната страна, од едниот судија, бидејќи имав малку мајонез, помалку од што требаше да се направи. Му благодарам многу. И имав малку помош од другиот судија. Малку водичка во тенџерето кога го варев грашокот, компирот и морковот, веќе и јајцето, сето тоа беше при крај и грашок, за грашокот помалку водичка. Тоа е и целта на шоуто, нешто и да научиме и... Значи, според мене малце касно ги стави зеленчуците за варење, па малце моравме да ти помогнеме да убрзаме. Се обрнав. Глобално мајонезот ти беше На добар. мајонезот изгубив. И количински ти беше добар. И на вкус све. Али вака сега као една целина, ќе пробаме да видиме дали е добро. Фала ти, Лиле. Ви благодарам. Јас не сум љубител на мајонезот, меѓутоа домашно си е домашно. Да си направиш, да го вкусиш вкусот што се вели на македонските јадење, на македонските рецепти. Марија, повели Повелете. едно ваше излагање за вашата презентација на руска салата. Па, јас имав доволно време, направив и крокети. Значи, руска салата без крокети, без нешто. Тоа е кашкавал топен. Крокетите се полнети, едните се со кашкавал, а другите се со шунка полнети. Мајонезот ми испадна перфектен. Има време и со шприц да украсам нешто.
Пробајте, ќе ми кажете вие како сте задоволни. Ја временски можам да заклучам дека од сите беше барем 5 до 7 минути побрза, така што имаше време и овие крокети ги направиш. Вака на око е добро, на вкус ќе пробаме. Ви благодарам. Денес имавме многу интересен предизвик. Требаше да направиме мајонез од почеток, од основни состојки. Мислам дека многу брзо и многу лесно го направив. Целата руска салата ја направив по мој рецепт, како што си ја правам и дома, со повеќе сувомеснати производи, помалце зеленчук. На шефовите им се бендеса, има време, брзо стасав, има време да направам и крокети. Лука, Денеска приправив фенци руска салата, украсена со пире од грашок и со семки од сенф. И искрено прв пат правам се во рецептот и сум задоволен. почуваш да пливаш во свој води, а? Почуваш да покажуваш капацитетите. Ми се допаѓа што си одбрал да сервираш во сад кој што се користи за варено јајце. Тоа као целина е еден концепт задржан од почеток до крај. Техника си покажал. Ми се допаѓа количината се малце покреативност да имаш и јајцето сварено, као пола, као ала казино да го напунеш од озгора, ќе беше малце. Пробав, тоа ми беше првична идеја, ама не ми Некој од успеа. следните епизоди ќе покажеме како се засекува јајце, битно од секоја чест. Браво на сите. Искрено супер сум задоволен со тоа што го спремив. Пробав нешто поразлично пак и мислам дека тоа што сум најмлад ќе ми возможи со мојата креативност да се истекнам на ова шоу. Прв пат правам домашен мајонез и сум задоволен со тоа што направив. Не очекував дека ќе биде добро, но накрај секој што си замислив, така ми испадна. Па суди да пробаме. Да пробаме. Еве јас ќе почнам на Лука вака. Таман ни направил 3. Ми се свија идејата за пиреот грашак. Ми делуваат на граница. Да, живи се. Добра идеја, ма живи се, ова е жив. Висока температура само. Да, висока беше температурата на почеток, ама останатото е све перфектно. Да ги сплескава малце повише. Да, и помали. Мора да заврши овој крокет во некоја фритеза, во длабока маснотија, она ги запржуваше во плитка маснотија. А руската? Руската компирот е некако кржен. Тема Јајци имам натре во руската. Лиле, класика со маслинка ми се свија. И па јас сум дете од стара мајка. Ми се свија класиката. Стара, така сум. Сега да учена. ве набедам некој да наренда и варено јајце, да наренда кашкавот, тоа беа Немаше класици кои што време. сите им се сеќаваме. Сашо каже една добра исто декорација, како каже тоа, звезда од морковчето. звезда од морковче. Лиле? Мал коментар само за вашата креација. Искрено, сте се потрудиле сето тоа да го аранжирате, но за мене тоа е малку премногу сте ја сокриле руската. Не можеме искрено вака знаеме дали е руска сервирана или што е под сето тоа долу. На вкус добра, но
минимално зачинете. Ми фалеше малку острина, Бивер фали малце повише да да дојде. и сол и киселина малку да отвори. Тоа би било тоа од мене. Хвала ви. Руска салата, сега ќе ви објаснам дека руската салата мене лично ми се бендиса. Сега составот од судиите беше малку солца, требало повеќе и биберче. А јас биберче прв пат не знам дали треба или не, а солца може би. Бидејќи кашкавалчето и саламчето беа така по соленки и реков да не става многу сол. Марија вака декоративно убаво вкусно и тука мене ми фали малце сол и бивер. Знаеш, малце да се осети вака превовладува вкусот на мајонезот, не превовладува другите зачини додатоци. Инаку глобала добар, задоволен. И вино следен пат таков жив крокет, послужен на судиите, може да те одма да те дисквалификува. Значи не смеете во ни послужите нешто што е нејадливо. Инаку секоја чест за храброста, голема плюс за тебе. Секоја чест. И одлична беше декорацијата и Некои сугестии добив за крокетите, сепак сум задоволна од целиот мој перформанс како втора емисија. Учиме заедно, па понатаму може би и подобро ќе видиме. Мајонезот е чисто со жолчка. Ако сакате може да се направи и со белка, но тоа ќе испаѓа многу по-лесна варијанта, поинаква е структурата и се користи за други работи. За мајонезна салата треба мајонезот да биде само со жолчка. супер. Лука, јас би рекол дека ми се допадна твојата руска, ми се допадна идејата со природен умами, со циромка што потреби во мајонезот. Секоја чест, руската и во многу земји во светот се служи со риба, така да автоматски се игра едно со друго, сите вкусови си одговараат. Пирето од грашак исто како идеја одлично, семфот во зрно одлично, вкусот беше таму се подготвено добро, мајонезот добар, така да секоја чест. Немам лош коментар. Немам замерка. Не збориме за лошо и за добро, немам замерка. Ти благодарам. Мислам дека судиите беа задоволни од мојата креација и се надевам дека успеав да направам нешто што кој ќе се гордеам. За разлика од претходната емисија, станистика што ми беше лом, сега успеав да ја средам и мислам дека со секоја понаредна емисија ќе се унапредувам и мислам дека ќе биде супер. Одиме Ана, Дејан и Александра, повелете, пристапете. Ана, повелете. Повелете? Една мала презентација за твојата. Ви ја презентирам мојата руска салата. Прв пат направив домашен мајонез, од него сум задоволна. Ќе видиме остатокот. Во мајонезот додадов и копар. За декорација сакав да направам цвеќиња од варено јајце, меѓутоа нема време, сакав и крокети, меѓутоа ми фали брзината и искуството, така да можеби со тек на време ќе Грешката си ја запази кај ти беше? си ја запазив, да. Сега искрено сум задоволна, затоа имајќи предвид дека 90% да работите што ги правиме, за прв пат ги правам. Така да учиме заедно. Дејан? Василек, од каде Па ништо Василек? ми текна зелено, чисто Внимавајте на како, такви работи. Пушо. Мора све да игра со се на руската. како визуелно да добие некој ефект. Иначе Василекот посилот ја однесе малце во правец, нема за јадење, меѓутоа е ефектот за да све мора да ја зајадење на тањерот. Супер изгледа руската, меѓутоа внимавајте во иднина на тие работи. Не сме што би било ако ставиме естрагон Па добро, или рузмарин. не ми текна, гледаш, може Да. ќе ставам. Руската, јас би рекол, не знам ли ќе се сложат колегите, Макдоналдс, у сите тоа е варијанти. Макдоналдс, Може у следен да ништо. направите масло од Макдоналдс, Побарав ни нешто, направите меѓутоа касно беше некоја чимичури од Макдоналдс, тоа брзо сакав па да ја, ни го само- сервирате. Босилеков малце ја вади од контекст. тачно, ова е само декоративно, чисто Али како да Можеше вака изгледа. да биде, ќе беше Е така, со ружа. И беше малце подруго. секогаш, да, гледајте да не одлучувате за гостинот, у секој случај супер изгледа. Нешто да Се кажеш, надевам- извини што ти упадна. Па, мајонезот е прв пат, се надевам, не сгрешив ништо. Доби бонус од 20 минути. фала, Ти си добив првиот што бонус. доби Јас бонус. се Ќе пробаме дали се исплатиш. Така. Договорам. Имав проблем со зачинот.
повторно денеска, бидејќи правевме мајонез рачен, традиционален за некого, за мене прв пат. Така да во поглед на зачинот мислам дека се подобрувам, меѓутоа ќе треба многу време. Александар? Руска салата, прв пат правам домашен мајонез. Бев задоволен од мајонезот и од текстурата и количината што искочи. Меѓутоа најверојатно беа малку состојките топли и ми се растече. Мислам тоа го гледам како Од каде идејата за сервирање во не знам, ете, во иноксно мислев дека добро ќе дојде руска салата, презентација на руска салата, да не биде она класично во обичен тањер керамички. Мене ми се допаѓа кој идеја. културно фино, да. Иноксот е добар зашто он има некоја добра температура кај што го држи конзистентно самото И во лавна кујна многу да ние салати се инокс. Руски начин на послужување е баш на тие сребрени послужавници. Затоа оние ГМ посуди се тие што се најтермички стабилни и за висока и за ниска температура. Прв пат правам домашен мајонез рачно, без блендер, значи со маталка, има техника која што ја совладавме и мислам дека све беше во ред. Може да пробаме? Најхрабро. Ова е најдобра техничка, меѓутоа со зачини многу внимавам. Гледаш има добра. И малку покрупно се. Ништо не е некој голем проблем, барем се доволно. Добро е. Што има колорит. Да, има добар мозаик. Мозаикот е добар. Одимете ти си прв за ти кажеме збор 2. Сега као копорот као комбинација со руска салата, даде убава свежина, малце го освежи. Приеската ја кажав, грешката беше што утопил зеленчук, го спои мајонезот и исто и колегата и падна. Ако вака е вкусно, колеги, не знам дали имат нешто да добават. Јас сакам покисели работи и нивото на киселина е храбро, али супер ја да кажеме сече маснотијата и се на се за мене е доста вкусна и супер зачинета. За мој вкус, не знам Златен. И за мене е доста прифатливо и највкусно ги истакни и останатите вкусови. Да. Благодарам. Денеска имавме интересна задача да спремиме руска од почеток, вклучувајќи го и мајонезот да биде од почеток, што за мене беше прво искуство. Како љубител на мајонез, за мене мислам дека се го погодив добро. Обично сакам да експериментирам со зачини, па и сега додадов некои тајни состојки. Имав и некои грешки, со тоа што се надам дека како што напредува времето, ќе се ги совладувам и ќе ги сведам на минимум. Јас сум
наред. Дејан, убав мозаик, супер мајонез, цврст, секоја чест за прв пат се исплатеше 20 секунди што дававме плюс. Уште да беше убаво за чинета, ќе беше она. Комплетно сол, бибер, па можда и да користите неколку капки табаско или било кој некој чили на чисто да го има на крај на завршеток, да не доминира, меѓутоа на завршеток некој чили, знае да не разјаде. Киселост и недостасува исто така. Секогаш внимавајте на киселост, е многу битен елемент во се што готвите. Неколку капки лимон, па и оцет, мајонезот да е покисел и така натаму. Инаку, секоја чест, одлични руски салати. Браво. Очекував повеќе од мене, меѓутоа времето вајда ги покаже. Учиме од професионалци и мислам дека добро споделуваат све што треба. Се надевам на подобро и подобро. И не остана Александар. Мене искрено ми се допаѓа во иноксен послужалник. За зачин добра е културна, не е нешто истакнато како кај Ана, но сепак е прифатлива. Кари заборив да кажам дека ставив мајонезот малку, сосема малку. Не се чувствува, така да е добро. И не треба да се чувствува. Да, па не пренагласам. Можете као за боја и куркумата да користите пожолот мајонез, меѓутоа никако да се чувствува. И уште единствено малку како и ти да си ги ставил топли, па мајонезот веќе го снема, веќе растекува. Малку, да. Не е случај како кај Дејан, стои убаво, се познава убав мозаик. Точно. Фала ви. Благодарам. Најголемиот предизвик беше што требаше да се направи мајонез, домашен мајонез практично. И се надевам дека добро го направив, ставив некои зачини во однос на претходната емисија каде што со зачинот, односно солта беше минимална, се уште не е подобрано до крај, меѓутоа мислам дека е подобро. Мајонезот искочи добро, све беше во временски рамки. Мислам дека задоволен сум и дека све беше во ред. Се на се одличен предизвик. Одлично се покажавте сите. Одиме се посериозно, горди сме на секој еден од вас, а се надевам дека и гледачите веќе видува дека ќе се работи за сериозна битка меѓу сериозни кулинари. Една аплауз за вас. И заслужите, двајцата волку руска за нова година немаме изедено. С холестеролот е Да те закажи крвна слика да направиме, Обавезно. да видиме кај сме и што сме. Требаше француска, 3 пати зажелив за предизвикот, ама видовме многу техника. Овде е техника, поголема техника, има Се сваля, варење. така. Далеко е полесна француската. Нормално. Требаше павлака да правиме. Така, тоа со мајонезот, тоа. мислам дека ги изнамачивме добро, ама Али сепак успеа, да да. направат, да. Успеа, имавме малце асистенција повторно. Од следна епизода почуваме веќе посериозно, почува елиминација. Види, помош секој што треба, Да, али мораме и да ги навикнеме како тим да функционираат, ги гледам функционираат. познавајќи дека сите се почетници, на секој му треба помош. До гледачите да им посакаме секогаш експериментирајте. Сакаме да ве инспирираме, да правите се од нула, да забораваме веќе на нешто што е подготвено, купено, брзо. Кој сака да јаде добро, треба да се научи дека за добра храна е потребно време. 180 степени на Телма продолжува, гледајте не, поздрав од нас. Убав ден и убава вечер.